Земјоделците од Струмичко бараат состанок со преработувачите за да се утврдат и договорат цените на индустријската пиперка, за да не се повтори сценарието со откупот на зелката. Васе Митушев од Струмичко Куклиш смета дека во услови на криза потребно е однапред да се договорат откупните цени на црвената пиперка. Да се седне со преработувачите, они се добро организирани, имат они нивна организација, да се седне сето тоа, да се разгледа, за да не ни се случи пак истото, да дојде ние секој пат како што права да гасиме пожар. Зашо да се случи пожар кога може пред време да се средат некои работи, пред време да се испадне со земјоделецот, да се разговара на темата, да биде малку една сигурност, барем околу пиперот, да се таа култура да бар да остане тука на нашето поле. Трговците пак апелираат на планско и договорено производство и да има доволни количини во континуитет. Блажо Витанов вели дека пред месец дена имало проблеми со зелката, но сега зелка се бара на големо, но ја нема. Меѓутоа таа е малку и за 10-15 дена во Македонија ќе нема воопшто зелка. И зелката, мое видување е дека после 10-15 дена ќе биде 30 денари, ама ќе ја нема. И тоа се сведува на непланирано производство, немање договори помеѓу производителите и откупувачите и секој кога сади на сумице на своја глава, не може да очекуваме друго. Ако сето тоа малку другачие се постави, треба резултати да се видливи. Земјоделците од Струмичко континуирано реагираат на слаби откупни цени. Вчера производителите на компир од Струмичко и Ловица и Штука блокираа откупен пунктот и цената се намалила преку ноќ. Ама како сега не е манипулацијата била никој пат, бидејќи таа манипулација сега што се прави тие 2 дена, тоа веќе го револтира не цело село, него и двете села Штука и Ловица. Јас им дадено на тие 10 декара околу 95.000. 95. И ќе ги извадите сега? Еме ако е 20 или 25 не може. Ѓуброто де 1500 динара, 25 кила, никој не се буни, има тогава сега така ни прават на този сирмах народ, тенкат да му помогнат. Со години се инсистира на планско и договорено производство, но заради немање на доверба тоа тешко функционира. Посебно сега во услови на енергетска криза, кога секојдневно растаат цените, вклучително и на земјоделските репроматеријали.